Уметноста тука и сега. Тоа е театарот, каде што актерот нема сигурност на мрежа, нема поправки од режисерот и нема постпродукција. Соголена на сцената, сам или со други колеги, ја води играта од почеток до крај и ја магепсува публиката одново и одново. Работата на актерот не е само таа на сцената. Пред да се вклучат рефлекторите, тој го има завршено поголемиот дел од работата. Тоа не е само меморирање текст, тоа е мотивна археологија која е составена од анализа на текстот, градење на улогата, проби. Во театарот актерот е свој сопствен инструмент. Нема место за потврлање на гласот или неподготвеност на телото. Само така неговата музика ќе звучи добро и единствено така ќе биде успешен на сцената. И најважно од се е поврзаноста со публиката, целосното предавање на актерот на неа. Еден од актерите од ансамблот на Драмскиот театар е вечерва со нас, успешен актер и уметник Златко Митрески. Златко, добре дојде во Трафика. Добре најдов. Добре те најдов, не? Така, добре ме. Многу убав вовет, меѓу другото. Многу краток и аналитичен и жив. Ти благодарам. Ајде, знаеш како, секогаш кога ќе почнам со воведите, си мислам што да кажам, затоа што веќе се повеќе актери во што гостувале, ама мора нешто да се најде ново и ново за да ве представам и да... Да. За театарот секогаш може да се каже. Секогаш може да се каже многу. Да. Кажи ми, како почна, ќе појдеме од оние твои студентски денови кога студираше во Софија на Академијата Крсто Сарафов, Академија за театарска и филмска уметност. Зошто токму Софија и она што ме интересира е да искуството и како беше да студираш на сличен, но сепак туѓ и странски јазик. Така. Прво, зашто токму Софија? Пред да се запишам таму, посетував еден аматерски театар во Чекори, се уште постои, но веќе под различна форма, други луѓе работат со него. И тој театар тоа го водеше Боре Ангелковски, еден од по андерграунд режисерите и по не толку отворен кон државните театри, него отсекогаш имаше некој пристап кон театарот во некоја не толку повеќе субкултура. Да, но не толку. Да, субкултура дефинитивно. И сосема случајно попаднав таму. Не ме интересирал театар, мислам, у тој период воопшто. Поише други уметности. Уметност да, но поише како музика, цртање, со такви работи се бавев. И сосема случајно стапнав таму во тој театар и не излегов наредните 3, не знам колку, 2-3 години, така беше прилика. И да одговорам на прашањето зошто точно Софија, значи мене ми беше доволно што го посетувам тој театар таму во тој период. Дојде веќе време, завршив средна школа и сакав да продолжам да се занимавам со уметност и реално сакав со сликање да продолжам или со музика можеби. Боро не ме остави, вика не, ти идеш на глума. Ја викам окей. И стварно не знам зашто Софија ме зема, ме качи во автобус, ме однесе у Софија, имаше приемни испити, ме примија. И ја одеднаш се најдов запишен на академија. И јазикот? Се знаеш, мислам сепак се разбира, нели? Да, се разбира, секако дека се разбира, па бев доста упорен затоа што уште на почетокот на академијата
Многу ми се допадна и ме привлече целата театарска атмосфера во Софија, уметноста во Софија као цело и начинот на кој што се работи. И некако си решив дека сакам да останам таму да работам. И уште на почетокот, уште прва година, доста активно работев и на јазикот, дури со професорите кај што работевме некои сцени, кај што ќе заглавам нели нешто, сакав на бугарски, и ми кажат, дај бе на македонски, дај да работиме сцена. Викам не. Значи ќе вратам пак. И бев многу упорен врска со тоа, така да веќе втора година не се осеќаше, втора, трета особено, понатаму, не се осеќаше воопшто разлика во говорот, така да, доста го собрав. По таа академија во Софија замина и во Москва на дошколување, на образование. Да. Па да, од кога завршив нели во Софија, почнав да работам веднаш во државен театар. Во Софија, во Сатиричниот театар и во еден театар во Ловеч. Тоа беше некој извесен период и имаше некаков конкурс отворен за веќе професионални нели актери, кој што од цела Европа за летна театарска школа беше тоа во Москва со доста, јас си ги викам диносаурусите на рускиот театар, баш на први наследници на Станиславски и на цел тој метод, Додин, Калјагин, многу познати актери и режисери во Русија. И тоа траеше таму неколку месеци, всушност. И беше баш тој систем од прилика кој што и методи на начин на работа кој што го се работеше во НАТФИС на академијата во Софија, но веќе тука го добиваш директно од изворот, тоест од луѓето кои што го создавале. Биле најблиску до него. Да, и за мене тоа беше многу богато искуство, многу голема храна ми беше за театарот, затоа што има периоди, па веројатно во сите професии, но еве лично за мене ќе кажам во глумата, кај што има периоди кај што знаеш да се рутинираш во начинот на работа, или веќе имаш некој метод, имаш начин на работа. И има моменти каде што нели таа возбуда и оној иницијативно зашто си почнала да се занимаваш со глума и со театар, оно романтичното, кое што најсладко ни е на актерите, знае да се изгуби некаде по пат и да влеземе во некакви борби и снаоѓања околу театарот, или финансиски, или конфликти со различен вкус за театар, што значи тоа театар и така натаму. И баш тие неколку месеци таму ми вратија многу од она суштинската љубов кон театарот. Што значи театарот за тебе? Па, не знам, е на алатка која што се случува, како што убаво кажа на почетокот, жива се случува тука и сега, е некоја мапа на човештвото за мене, е некоја мапа со голема суштина за минатото на човекот како постоење, како бит, како душевност, како и сегашноста ја одразува и покажува како или отвара прашања како треба да се продолжи да се живее. И не знам, мислам многу широка тема што е за мене театарот. Но можам да кажам дека е најсилен кога е актуелен, кога вистински го провоцира режисерот, драматургот, за да стигне до тоа дело, екипата и публиката. И тогаш стигнува нели до публиката, кога е жив. Почетоци во театарот, како што кажа, уште додека студираш, ти се во 2003 година, според тоа што читав за тебе, првата представа ти е Љубовни булевари и веднаш потоа Сон на летната ноќ или обратно се? Не ги памтам точно која е прва, која е втора. И потоа имаш цел еден список на
представи кои што ги работиш токму во Бугарија, во неколкуте театри, како сатиричниот, тој што го спомна во Театар Ловеч, Театар Софија, Театар Свумато, Кюстендил исто работено. И кои се твоите сеќавања од тоа време? Затоа што ќе видиме потоа она што го работиш денес сигурно е поинаку и не само и од временски аспект, ама и од како два различни начини на работа, претпоставувам. Да, има разлика во начинот на работа, па исто како што има разлика да речеме и тука од режисер до режисер, од школа до школа, сепак си е индивидуално колку и да е колективна работата, се составена од од индивидуални некои визии. Сега, за да направам можеби некаква разлика, има разлика во начинот на работа и односот кон тоа што значи театар. Во Бугарија, со сите проблеми што ги има како и секаде, има нешто за мене, можеби и така и останато од тој период кога бев таму. Има нешто свето кога се почнува процес, многу по-силно и по-свежо и аналитички, како со многу поголема визија се фрлав и јас тогаш, не дека сега не, можеби заради колективот таму во тие театри што сум работел. Методологијата на работа е горе-доле слична, се разбира, мислам. Него многу повеќе се гризе, повеќе се длаби, повеќе се анализира и многу повеќе се инвестира. Некако како да имаат повеќе кон културата однос, многу побитна им е, отколку кај нас малку некако ја тргаме на страна. Да, еве, со самото тоа што, меѓу другото, ти благодарам што правиш вакви емисии за култура, еве конкретно и за театар. И тоа е голем знак, тука се многу ретки. До пред известно време не ни имаше. И сега таму разликата е што има таму цела една телевизија која што константно информира за култура, константно канат гости од театар. Значи работат на тоа поле, самото тоа кажува дека има интерес. И колку театри има, и колку академии има, има, и 20 театри професионални. Да. Мислам, и потоа си дојде во Македонија. Да. Прва улога ти е во МКЦ, ако не се лажам, градски театар, нели, каде што ја играш, односно монодрамата, една голема одговорност, последната лента на Крап, од Семјуел Бекет, ја играш, нели го играш Крап. Колкава одговорноста мене тоа, секогаш ме фасцинира, монодрамата ме фасцинира повеќе затоа што си сам на сцена и нема тоа е тоа. Ваму ке те покрие колега или нешто ке се случи, тука си ти. Да. Да. Па да, тоа ми беше прва представа тука и тоа се случи така спонтано некако. Затоа што бев работен таму во Бугарија, имав представи на репертоар, си посакав на македонски да си го. Но во еден момент имав потреба некако да си го осетам театарот тука и да си го осетам јазикот тука. И тоа беше независен проект, всушност во МКЦ како идеја беше тогаш да се отвори како специјално градски театар или Скопје, имаше обид неколку представи и бев поканет од еден режисер кој што Ристо Алексовски, кој што исто учеше во Натвис. Пријателот Ристо го поздравуваме, кога веќе го споменавме. Да. И така некако спонтано почнав тука независно, па се враќав пак таму и со тек на време да си останам тука. Та за монодрамата, тоа е многу Бекет е како цело многу тежок материјал. Апсурдно е тежок материјал за работа, особено Бекет, особено па монодрама, особено па текст во кој што немаш текст, затоа што во таа монодрама Крап нели ги преслушува лентите кои што ги
снимал во текот на животот. И чисто има однос со самиот себе си. И е голем залак, плюс тоа што со Ристе отидовме во крајности со таа монодрама. Ни беше како некоја наша си мини лабораторија, со двајцата работевме. Па подоцна се вклучија музика и сценографија и така натаму. Беше мини лабораторија и си ги испипувавме некако нашите крајности до кај можеме да отидеме. Следи потоа твојата работа во Народниот театар во Охрид. Да. Од каде во Охрид заврши? Или со тогашната екипа, па тој и сегашна екипа, почнаме да одиме на некои работилници театарски низ Европа, од нивна покана, и во еден момент се отвори Охридски театар и ме поканија да гостувам во една театарска представа таму. И така беше тоа како некаков резултат на претходна соработка. Застасаме во 2013 во твојата сегашна матична куќа Драмски театар и прва улога таму, една од за мене многу добри Сотка во Солунски патарди, ремек делото на Миле Поповски и потоа последната што ти е сега во моментот е Куршуми над Бродвеј, со која настапивте и на Рута фестивалот нели во Белград и во Љубљана. Тоа е да. После кажи ми за твојата работа во Драмски. Што ти е врежано како, не знам, на почетоците, како нели еволуираш во тој театар заедно со него? Така, па од период кога се вратив тука, искрено аз немав посетувано нешто многу театар во Македонија. Некако така ми се случи директно во Софија. Изгледав неколку представи во Драмски, мислам на секаде низ МНТ, и некако го осетив и духот на Драмски театар, некако го намирисав, ме привлече и за среќа во тој период имаше конкурси за вработување по театрите низ Македонија и се случи тоа со Драмски за да влезам во тој театар. Драмски театар, мислам, што да се збори за Драмски театар си е нели еден печат на театарот во Македонија уште од неговото постоење и тоа силен печат. И бев прерадосен во моментот кога почнав да работам таму, кога се вработи во Драмски театар. Бев како фабрика за чоколади. Многу бев среќен. И сега нормално, јасно е кај нас во Македонија, па во сите театри, има, па ќе го кажам тоа, има еден проблем со промената, нели знаеме сите како влијае политиката во Македонија и во културата и насекаде. Сега проблемот е што многу влијание имала во начинот на функционирање на театарот, во брзите промени на директори, без да се има континуитет, знаеш, да се изгради една приказна позади сите представи, да функционира како што треба. Сега почнав од проблемите. Па добро, некојаш треба да се споменат, да. Ама, па да, треба да се збори отворено, мислам, сите знаеме. Може би ќе се смени тоа еден ден. Па се надевам дека ќе се смени. Со тоа што имало моменти во тие 13 години сме веќе во Драмски. Имало периоди во кои што нели имало голем подем на представи и тоа се осеќа и со поголема посетеност на публиката, поголема исполнетост внатре, за потоа да се случи некој пат и потоа да се крене и така натаму. И мислам дека сега во моментов Драмски се наоѓа на многу добар пат во однос на репертоар, во однос на публика, во однос на режисери кои што работат таму.
Така доста И шарено актерската ликува. екипа сте добри сега, има доста млади, нели? Имате обновени млади сили. Да, има супер екипа на млади. Она што е интересно за тебе и што мене ме фасцинира, не го знаев, е што ретко кој може да се пофали дека режира и продуцира независен театар кој што се нарекува Театар Пи, во кој работиш нешто што нема доволно зборови за пофалба, тоа се представите за инклузија на лица со попреченост. Мене секојаш ме фасцинира тоа и би сакал да ти честитам за тоа. Хвала. И сакам за тоа малку да ми раскажеш за таа твоја работа, како се разви идејата, од каде и колку представи имате, знам дека имате направено доста, имате и многу важна награда добиено, ама ајде да почнеме од почеток за тоа. Од секогаш ми се работело, ми било интересно со маргинализирани групи кои што немаат начин и место кај да се изразат. Ете така просто кажано. И од секогаш ми бил интересен тој, ете така ќе го наречам, можеби ќе ги одвојам по таков начин, не сакајќи, нивниот свет. Театар Пи се роди од некоја потреба, затоа што претходно сме посетувале работилници, воркшопи на секаде низ Европа, во кој што темата била авторски театар, темата била работа со деца, со млади, со тинејџери од маргинализирани групи, со роми, исто така имаме работено со затвореници. И некаде таму ми се има појавено потреба да се отвори, да се прикаже тој нивни свет, од една страна, јавно, да не се толку маргинализирани, а од друга страна театарот си е многу моќна алатка за некаква нивна реализација, креативна, затоа што има многу таленти кои што си седат по дома и никој ништо не им прави затоа што имаат попреченост, никој не им дава некаква шанса да може да се изразат и едно чудо таленти си имаат откриено и потоа сакам да кажам дека сум и сведок на една себе реализација, нивна реализација и како таа знае да ги промени во нивното постоење, колку знае да ги направи среќни, реализирани, да се појават пред публика, да им го менува животот вака, значи Да. Со тоа што им се дава шанса, ништо повеќе, се работи со нив. И им даваш можност да сменат нешто и они, затоа што и го прават, затоа што после неколку представи и правиме меѓу другото како кампански изложба со концерт, има многу што таленти музички, кои што се и фотографија и со сликање, актерски. И имаат големо влијание и на, така да ги наречам, нормалната публика. Со самото тоа што им представуваат себе си. Ништо не е страшно е театарската представа како завршен дел од толку мултимедијалната кампања, мене ништо не ми пречи. Добивате 4 награди на меѓународниот фестивал на професионални представи за авторски театар во Бугарија, повторно. И Гран при Васил Ќортошев за најдобра представа на драмскиот фестивал во Кочани. Претпоставам значат многу овие награди затоа што се невообичаени оние театарски награди. Сега, еден друг дел од тебе. Андреј ке ме следи од режија, ако актерот е оној кој му вдахнува живот на ликот, музичкиот автор е тој што го гради невидливиот универзум во кој тој лик или слушателот диша. Преминот од театар кон музичко творештво е фасцинантен скок и зошто? Затоа што и двете го бараат истото, да трогнат, но музичкиот автор го прави тоа манипулирајќи со воздухот и времето. Се занимаваш со компонирање и си автор на театарска музика. Сакам да чуеме нешто. Андреј?
Овој не чуено одам. Мене многу ми се допаѓа. Да, супер. Мило ми е, да. Компонираш театарска музика. Да. Нема да не тужиш што го пуштаме во Не, авторски права, проценти. авторски права. Имаш, нели, и за последната лента на Крап музиката е твоја, колку сватив, така? Да. Сега, знам дека актерите имаат, нели, и на приемниот испит и музика се, нели, се полага и се и треба да сме надарени до некаде, ама ти имаш таленти многу, го имаш и овој за компонирање. Потоа ќе споменеме дека Дал Господ. малку повеќе имаш, ти немаш ограничувања, дефинитивно основач композитор на Disambiguation и Puppetology. Свириш пијано, гитара, да? Бас гитара, тапани, саксофон, фолклорни жичани инструменти и пееш. Ајде да видиме од каде овие таленти, од каде сите овие инструменти. Да. А инаку музиката да е прастара од SoundCloud ја најдов од 2000 Да, сме текна дека има дека таму качено. 9-та, 11-та, многу одамна. Да, ама ја пронајдов. Мислам, што знам што да кажам, музиката ми е онака прва љубов, уште од Ама ова треба да го правиш, ова. уште од детство го правам, Да. го правам ова. И не го сместувам во нешто како нели како хоби или како нешто споредно или поневажно од театарот. Ниту па театарот, не ги сместувам по таков начин работите. Некако ми се сите заедно на едно место и се трудам да го одржувам, да си одржувам музиката. Мислам дека, како што кажа во најавата за музичкиот дел, музиката за мене е многу поизвишена, ајде така да се изразам, некако од сите други уметности. И е место лично за мене каде што затоа што си ја компонирам, ја правам сам, не дека колективно не сум работел во бенд и така натаму, него е простор каде што буквално немаш никакви рамки. Нула рамки. Не да може да ти правиш рече ова, не буквално ова. што сакаш. Да, немаш режисер, немаш даден текст, немаш ништо, имаш еден момент на инспирација и го истураш. Па дури за театарска музика, читајќи го делото и во договор со режисерот, нели ти си тој кој што тоа што ти доаѓа внатре го реализираш и немаш никаква цензура од страна, можеби само соработки така натаму. И е нешто што ме одржува во живот, во многу тешки моменти од животот, например, и нешто што не знам, просто едноставно ми доаѓа. Точно, сите чувства да се извадат е многу битно, а музиката е според мене само чувства, нема ништо повеќе од експлозија на чувства. Кажи ми како научи да ги свириш сите тие инструменти? Се веројатно некој подобро, некој полошо, Да. Ама Па не сум модел на часови. Например, гитара си научив сам да свирам уште од дете. У оркестарот у школа. И постепено во Софија кога се запишав, до тоа знаев само гитара да свирам и таму имаше во секоја аудиторија пијано. Кај што имаше проби, часови во секоја аудиторија и немав контакт до тоа со пијано. И се сеќавам, имаше едно црно пијано полураштимано во една аудиторија, имавме сценски говор таму и беше празна. И уште на почетокот кога се запишав и седнав и почнав да си свиркам онака без врска, појма нема што. Сикам се како да научам, кој да ме научи, немам време за часови, многу ме привлече пијаното. И ми текна си ја земав гитарата и почнав да си свирам тон, ова е тука, ова е тон, ова е тука. Почнав да си ги префрлам таму. Тоа е добро. И така постепено некако и за другите инструменти некако ми доаѓа природно, кој ќе фатам инструмент да Едноставно ти иде. не става распурам. Дај ми инструмент, не е проблем. Да.
Секогаш ги прашувам актерите, методот е тој, методот е методот е Станиславски. Многу други зависи, да. Зависи за каков. Да, ама нели многу најчесто сте методски актери, колку сватив кај нас. Веќе имам некој моментов, веројатно човек кој ќе ги измине сите тие нели методологии, начин на работа, научени и така натаму. Природно да ги изоставиш и да ги заборавиш и веќе станува твоја природа. Ете тоа ќе те прашав, која е твојата природа? Ти треба да се изолираш за да подготвиш улога, ти треба да бидеш сам или едноставно со текот на денот имаш моменти кога ќе научиш улога, ќе поучиш малце, ќе повежбаш? Не знам, процес е, некако како секоја улога да е нели со секое претходно знаење секако ти помага. Ама како секоја улога да е како бебенце кој ќе почне да лази и постепено почнува да станува и постепено се гради, во еден момент станува сигурно, почнува да отвара врати, па фрижидер, па ќе падне, секако. И некако така секоја улога е нова. Е нова и некако секоја улога почнаш од почеток и мислам дека тоа е она што во нашава професија не држи да сме љубопитни, полни со жар, да, мозокот на alert. И секако без некоја наивност, верба детска во тоа што се работи, дека не може тоа што си. А има ли улоги што на пример не ти се допаѓа и ти ја доделиле и тоа што? И тога што? Имало. Се мачиш. Се мачиш, се мачиш. Со сила. Па да, мачно е. Например, не би си ја избрал таа улога да работам, ама ете се случува. Поделата е таква, а секогаш ми се работело, например. Да, нема да одбиеш. Да, нема да одбијам и си викаш, леле човече, ова е, ич не ми се свија, многу различно од тоа што е мој вкус или што би сакал, ама во некој момент почнуваш да откриваш некои колку и да збориме, нели, актерот дава човекот, дава во улогата тоа што го има во себе, а речиси сите имаме се. Мислам сите луѓе. Да. Имаме се во нас. Ги имаме сите емоции, ги имаме сите. Да, сега некој карактер е подобен или кастинг се прави нормално за тој лик и така натаму со своји дадености, но да, ама имало и представи кај што и на премиера излегувам и си викам, леле, ајде да заврши. А што со ликот кога ќе заврши представата или ќе се стави на стендбај представата, ја складираш, оди во некоја твоја архива и го чуваш или дозволиш да зрее и да се подобрува и следниот пат ако треба да се употреби? За следна изведба? Да речеме. Ама зборувам за кога се прави пауза од, нели, завршува представата и сега нема веќе, не е на репертоар. Па кај мене имало периоди во кои што многу сум се врзувал со ликот. До момент на тоа не е шизофренија да продолжиш да живееш со тој лик до таа крајност, но е некаква многу силна емпатија. Конкретно имаше една представа во Совмато игравме Чинцано за еден лик кој што имаше многу на Људмила Петрушевска еден текст, комично, трагично, абсурден, во кој што ликот имаше многу трагична историја. И некако многу ми стана жал за тој човек таму, зашто му се случува. Да, и се играјќи го, нели, сето тоа си поминува низ тебе. И после изведбата ми требаше, не дека не ми годеше, но не сакав толку многу да ме допира, си викам, аман више добро, знаеш, ти ми стоеше тука некако како сожалување, како емпатија, како емоција, некако кон тој лик. Има такви моменти во нашите. Да, затоа што веројатно ви не може се, нели, не можеме се да избришеме и да. Од секојдневен живот и од работата ни остануваат.
Јас она што ислушав од музиката на SoundCloud, мислам дека треба да продолжиш да компонираш и ти посакувам еден ден да издадеш некој албум кој што би звучало многу убаво, и ќе им се допадне на публиката. Каде се гледаш ти во иднина? Пред да заборавам, сакам да ти подарам една книга, мој превод, како благодарност за гостувањето. Фала ти, смешно да помисля дека нема да те видам баш повеќе. Супер, ми се свија насловот. Каде се гледаш во иднина? Некаде у некоја шума, Пустелија. пустелија, мала куќичка, и од време на време јас се симнувам во цивилизација, малку да чепкам уметност, да си се враќам пак таму. Како повеќето од нас. Сакав да споменеме, да не заборавам дека имаш работено и на филм. Твојот прв филм имаш добиено награда прва за тој филм. Да, тоа беше краткометражен филм. Да. Тоа беше, веднаш после академија. Чевдар Чернов, да. Краткометражен филм, целиот филм беше снимен во еден лифт. Машко и девојче. Маш се запознаат во лифт и целиот живот им се случува во лифт. Тоа беше као така некој мета живот сместен во такво пространство. И да, беше супер, оригинална, интересна идеја и на фестивал во Санкт Петербург, мислам дека беше. Да. Подобно. Веќе забораваме некои работи. Работиш на нашите серии Преспав, семејството Марковски. Едноставно ме интересира, знам дека вечно прашање филм или театар, сите бирате театар, ама или не, и двете, и не може да се споредува нормално, ама имаме некакви. Јас на пример секогаш би одбирал филм, некогаш не би. Така? Да. Многу ми е повозбудлива таа работа отколку театарска. Сосема ми е. Да. Многу малку имам снимано меѓу другото. Ги спомна сега серији. Еве може ќе поттикнеме сега со да некој да те викне во некоја улога. Ајде, дај Боже. Го сакам киното. Сакам многу да го гледам. Многу сакам добри. Да, мислам дека сите сакаме, нели? Гледаме постојано. Да. Имам серија имам многу малку снимано, неколку играни филмови во Македонија имам снимано. И да, тоа што го кажа, различен. Сосема друг медиум, различно се функционира. Интересно е да се работи на филм. Мене само за разлика од театар е многу по театарот е многу поактивен. Да, поадреналински е, многу по представи. Да, и временски е збиен, имаш целата представа од точка А до точка Б. А не снимаш денес по 3 недели сцена. Да, и многу чекање има во филм. Снимаш сцена, па тоа се мести после 3 сата, па после пак снимаш. Да. Супер е, забавно е, различно е. Да бевме холи. Не знам, убаво ми е и тоа. Не знам што значи да бираш. А што мислиш за културата и театарот? Еве Прегеска напомена дека нели се менува со менување на власта, финансиски сте, да не кажам катастрофално поддржани. Ама воопшто и онака народот желбата за култура и уметност. Не знам некако како ти изгледа сето тоа, театрите воопшто. Да, па има желба со тоа што нели потребата на народот е повеќе да присуствува на представи кои што се полесни во смисла на нели полесни теми, комедија. И тоа е окей, тоа е нормално. И сега театар како драмски, како МНТ, националните театри кои што не се определени во еден жанр, нели? Убаво е да имаат од сите жанрови по нешто. Сега работата што кога се прават под, да ги наречам, тешки представи и содржински драми и по така современ театар, многу брзо умираат представите кај нас. Да, тоа е јасно дека е за одредена публика која што може да го издржи тоа. Да. Во таа смисла имаме како држава потенцијал
нова публика која што веќе така го наречам ќе се образова многу повеќе за да присуствува во поголем број на тие, да ги наречам, посериозни представи. Има потенцијал. Скоро игравме чудна случка со Кучето во ноќите на Зоја и беше организирана од Драмски со посета на, мислам дека беа Орце Николов, средна школа, или темата во представата за едно лице со попреченост, со аутизам. Да. И идејата беше по тоа да се разговара, да се дискутира после представата и остана можеби пола сала од учениците средношколци. И јас умрев од кеф. Колку паметни деца и аналитични имаме. И со желба за такви теми, затоа што представата не е типична комедија. Да, има комични трагикомедија, има комични моменти, но е сериозна тема. И си дадов простор за надеж. Викам, имаме супер деца, само да не ги испуштиме да не избегаат. Треба да привршуваме. Што би сакал да ни кажеш, например, а јас не те прашав? Не знам, вака убаво спонтано си збориме. Немам некоја представа за што би сакал да зборам. И јас имав друга представа, па некако спонтано зборуваме. Ти што би сакал да ме прашаш? Како си приватно? Велиш дека сакаш да заминеш во едно, нели, забутано место и да живееш во изолација. Како си приватно? Што те прави среќен? Што те смирува? Што те нервира? Не знам, знам да се затворам, знам да сум интровертен, знам да се затворам, да си читам, да си правам музика, да си пишувам, да се хранам духовно, да гледам по 200 серии. По 3 дена наедно. Така во една таква атмосфера. И во еден момент имам потреба од социализација, веројатно сум таков бивалентно интро-екстровертен. И да, имам потреба од луѓе, имам потреба од блиски пријатели, имам од колеги, имам потреба од јавност. Мислам, И за крај, кажи ни една реченица и ќе одјавиме емисијата, толку помина. Не знам што да кажам. Да ги поканиш да гледаат театар. Да, тоа си мислам. Да, повелете во Драмскиот театар, имаме прекрасни представи. И наскоро треба да имаме премиера со Театар Пи на едно дело од Ѓорги Господинов, Физика на тагата. Ако за викенд ќе дојдам, значи ќе го сместиме за викенд. Така, и ќе дојдам да гледам. Да, би ни било. Прво треба да имаме концерт изложба на таа тема, на тој роман, а потоа и театарска представа. Ти благодарам многу за учеството уживо. Ти благодарам за поканата. Беше вечерва со нас Златко Митрески, актер од Драмскиот театар и композитор на театарска музика. Не смееме да заборавиме, драмската уметност не оплеменува и затоа повторно јас упорно порачувам да одиме на театар и со тоа ќе ја поддржиме и културата, но ќе ги поддржиме и културните работници, ќе ги поддржиме и актерите кои што ја оставаат душата на даските што живот значат. До следното издание на Трафика ви посакувам убави и среќни денови.